Имаме многу убави теми во овој трет час од нашето денешно дружење, меѓутоа ако ноември е месец на машкото здравје и се препорачува да се направат сите прегледи од простата па останати кога станува збор за мажите, токму затоа во овој месец се пуштаат тие мустаки. Октомври е месец во кој што се прави, да кажеме, еден апел, едно подигнување на јавната свест за женското здравје. И ние ќе говориме денес токму на таа тема, малку повеќе и на репродуктивното здравје. Она што како клаузула го имаме во општеството е дека должност на секоја жена е да се грижи за сопственото здравје, дека мајчиното здравје е бесценето, дека само мајка која се грижи за сопственото здравје може да обезбеди здраво и среќно семејство, но како изгледа се во ова во теорија, а како изгледа во пракса, доколку не гледаат жените од внатрешноста, заедно со мене е Зоран Биковски денес од КАМ Делчево, еден активист кој што постојано со сизифовски маки се обидува да им помогне и на мажите и на жените од социјално загрозени семејства. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро, Елена. Добро утро за гледачите на Сител телевизија. Веќе поново ние сме организација Жена Делчево, што значи дека сме фокусирани на правата и напредување на правата на жените и младите во источниот плански регион, по-конкретно во Брегалничкиот регион. Јас првото прашање што ќе го поставам е колку жените од внатрешноста, еве, конкретно и од вашиот регион и покрај тоа што јас знам дека вие на сите региони сте распространети, да ми кажете дали жените имаа можност во овој месец октомври да направат преглед на дојка, мамографија, дали имаат можност да појдат на гинеколог и тоа сето како што препишува здравствениот фонд да падне на товар на фондот или пак сето ова е само една привидна бајка. Так, отвараме многу сериозно прашање и за кое мора да го воочиме и контекстот во кој што живееме. Сеќаваме дека живеевме во период на пандемија од COVID-19, каде што се инсистираше на дигитализација, на приближување на услугите по електронски пат, на тој начин да бидат и здравствените сервиси подостапни. И токму заради тоа, по завршување на кризата, ние спроведовме истражување во минатата година, каде што најпрво сакавме да детектираме дали жените се запознаени со новите права во делот на превентивните здравствени програми, посебно кои што се фокусирани на рак на грло на матка кај жените и исто на рак на дојка и како тие го уживаат правото на здравје. Она што можам да кажеме е дека сме комплетно разочарани. Истражувањето го спроведовме на 250 жени во источен плански регион, односно општините Кошени, Берово, Пехчево, Делчево и Виница, каде што утврдивме дека по 60% кога жените почувствуваат болка или некоја настинка или симптоми на одредени заболувања, тие не одат веднаш на лекар. Тоа е највеќе карактеристично кај 30% од жените, односно токму тие жени кои што поттекнуваат од ранливите категории на семејства, кои што се со приход до 20.000 денари или се корисници на гарантирана минимална помош. Дополнително утврдивме дека дури и кога ќе отидат на лекар, кога ќе им се препише терапијата, тие или избегнуваат да ги купат сите лекови, или пак тоа го прават после месец-два кога ќе ја земат социјалната помош или кога ќе обезбедат некој друг приход. Тоа значи дека жената пред се го жртвува собственото здравје затоа што не сака да го оптовари семејниот буџет и на тој начин да влие негативно на самото семејство и тоа е погрешно. Но уште навлеговме уште подлабоко. Тоа е како жените го препознаваат скринингот, дали знаат дека постојат влошување, всушност ја би рекол, во делот на превентивните прегледи, затоа што ако порано беше на 3 години да може секоја жена да направи бесплатен пап тест, а од друга страна ги поттикнувавме жените да секоја година прават редовен пап тест кој што чинеше само 60 денари, со измените во делот на превентивните здравствени програми, за жал, сега пап тестот кој што е редовен годишен, за кој ги поттикнувавме, чини 1000 денари се плаќа на приватно, што значи корисниците на социјална помош кои беа ослободени од плаќање партиципација и новие 60 денари, сега мора да платат 1000 денари и од друга страна може да го ствари тоа право единствено ако во последните 3 години немате направено пап тест. И ова е за нас застрашувачки. Во делот пак на мамографските прегледи, каде што е препорачено да секоја жена од 40 години до 69 години не врз основа на одредена болка, туку да направи редовен превентивен преглед на мамографија, ќе треба да се пријави и на тој начин да земе да го оствари своето право.
Доколку жените најпрво кога вршивме тестинг, затоа што ние после секој истражување правиме тестинг, дали тоа од истражување ќе се поклопи во реалноста, прво утврдивме дека тие што аплицираа за ПАП тест преку скрининг програмата или screening.zdravstvo.gov.mk, ниту еден од нив, ниту една жена не беше поканена кај гинеколог. Добивме само одговор дека да, примена е вашата пријава и очекувајте гинекологот да ве повика. Од 10 жени, ниту една не беше повикана. А оние пак што направија регистрација за мамографски преглед, чекаат веќе и по 5-6 месеци за да добијат одговор. Значи, наместо да се олесни постапката, ние имаме влошување на постапката. Наместо превентивниот преглед да има улогата заштита на здравјето на жената, всушност превентивните програми се сведува на ограничување на правото на здравје на жената. Токму заради тоа, ние и започнавме проект кој што е поддржан од Американската амбасада, во кој има наслов "Здравјето е право, а не привилегија", со која што сакаме да ги зајакнеме жените во нашиот источен плански регион. Ке ми кажете и во врска со недостаток на доктори, специјализанти, кои што би им помогнале. За жал, вообичаено во Скопје се доаѓа дури некогаш и кога состојбата е предоцна. Така. Ова се системски проблеми. Најпрво ќе кажам дека во делот на распоредот на дисперзијата на опремата што ја имаме, еве да речеме во дел што имаме донација од Министерство за здравство и невладината организација HERA. Тоа е комплетна стоматолошка ординација која што треба да користат семените лекари. Наместо семените лекари, полека да ја преземаат улогата кога веќе се намалува бројот на матичните гинеколози, односно да се оди кај гинеколози кога веќе има индиции дека има потреба да се отиде кај гинеколог, значи превентивната да остави на семените лекари, оваа ординација седи заклучена во здравствен дом Делчево. Од друга страна немаме чисти правила, пропозиции, обуки на самите семејни лекари, а она што е најтрагично, доколку биде упатена жената од страна на гинеколог, ние немаме ни автобуски превоз, немаме ни линија на кој начин да дојде до клинички центар. Тоа е дополнително 1200 денари. Само за превоз. И дали ќе ве чека таксистот до одредено време. Сето тоа се пропусти во системот кој што го отежнуваат процесот за остварување на правото на здравје. Токму заради тоа мора да се направи повторно. Прво, да се олесни, да се врати ПАП тестот да биде 60 денари како што беше. Значи, зошто ни беа тие кампањи дека жената треба редовно да оди на гинеколог најмалку еднаш годишно, а некоја ќе биде прескапо, затоа што рековме уште еднаш. 1 денар инвестиција во превентивна потоа заштедува 200 денари во делот на лекување. А тука се работи прво за тешки финансиски средства, а од друга страна знаеме што значи хемотерапија, колку е тој болен процес и знаеме дека се зголемува бројот на лицата кои што починуваат. Согласно самиот Институт за јавно здравје, секоја година најмалку 7.000 луѓе заболуваат во рак во Македонија. Зборуваме за нови случаи. И ние кога имаме пандемија, дали е тоа поради нездравиот начин на живот, сиромаштијата, стресовите, гледаме во Калиманско езеро понор на риби од страна на рудник Саца, имаме горење на депонии во Корчани, Делчево и така натаму. Значи имаме неодговорен систем. И што е уште пострашно, наместо да ги зголемуваме инспекторатите кои што ќе делуваат да ги заштитат правата на пациенти, ние имаме ситуација да и тој што ни беше поддржавен санитарен инспекторат во Берово дотиде пензија и 4 години нема ни инспекторат каде што граѓаните ќе можат да се пожалат. Имам и уште едно прашање, бидејќи сте во ваков ќорсокак и буквално целиот тој регион, дури подставивте една идеја да матичните доктори се специјализираат за да може да ги вршат тие основни прегледи. До каде е тоа и кажете ми прво што велат пак и оние доктори кои што се само матични доктори, дали сметаат дека би можеле да го направат ова за да може на некој начин да бидат специјализанти и дали постои некој, доколку не се школувани, дали има и од нивна страна добра волја да бидат во исто време и гинеколози и да може да утврдуваат и посериозни заболувања? Така, согласно реформите на здравствениот систем беше предвидено да сите матични лекари станат семени лекари. Тие не можат да ги заменат гинеколозите, меѓутоа може да вршат превентивата, да знаат како да земат ПАП тест и да знаат во кој случај да се упати на гинеколог на некоја повисока инстанца.
тука ја би рекол завршува приказната затоа што самото Министерство за здравство мора да се сконцентрира, да се фокусира на здравјето. Она што ние како граѓански сектор го правиме е следното. Најпрво, еве преку проектот Здравјето е право, а не е привилегија, ние ќе одржиме 12 едукативни работилници во Берово, Делчево, Пехчево и Виница со жени кои се или жртви на семејно насилство, или се корисници на социјална помош, или се во ризик од ромски семејства. Да. Прво како да аплицираат, барем сегашните услови, тие што имаат повеќе од 3 години не направиле ПАП тест или кои што не направиле мамографски преглед во последните 2 години, да земат како тоа да го направат за да може да го остварат тоа право што им припаѓа во моментот. Не препорачувам да плаќаат по 1000 денари, иако знаеме дека пак ќе кажеме инвестицијата во превентивата е многу важна. Од друга страна, планирано е преземање дополнителни активности, а тоа е за економско јакнење на жените, информирање за сите нивни права во делот од мерките од Агенција за вработување, за да може да ги искористат да се вработат. Затоа што само економски јака жена ќе може да си дозволи да си го плати правото на здравје, односно да плати здравствена парципација. Кога сме веќе кај делот на здравствените права, значи кај нас согласно законот кој што постои во Македонија, сите граѓани треба да бидат здравствено осигурени по некој основ, вработеност, остварен приход или пензионирање или образование. И со тоа побогатите плаќаат повеќе за да можат и посиромашните да го остварат правото за здравје. Ова наше истражување покажува всушност дека не секој може да го оствари правото за здравје и тоа е трагично. Од една страна имаме декларативен систем, од друга страна имаме систем кој што не функционира. Здравјето е политичка одлука. Од тука и го даваме апелот да донесувачите на одлуки, Министерството за здравство, владата, пред се, жените во парламентот, па и председателот на државата Силјановска, која што во низината прва изјава кажа дека таа ако треба ќе маршира со жените за да ги остваруваат своите права и дека жените во низиниот 5 годишен мандат ќе бидат во фокусот. Ќе направиме петиција со која што ќе побараме повторно да се вратат правата за да може жената да го ужива правото на здравје. И дополнително, ако земеме програмата Елена, која што ја зборувавме пред 5 години, активна здравствена заштита за мајки и деца, каде што беа предвидени по 5 патронажни посети на секоја мајка која што има новороденче и така натаму, едукативен материјал, работилници. Дајте ние пак ќе побараме да се вратат старите активности кои што се насочени кој самата заедница, за да може прво да си ги знае своите права, да ги знае своите обврски, дека грижата за собственото здравје всушност и право, ама и обврска, за да може да имаме здрави поколенија, здраво семејство, затоа што кога имаме болна жена во семејството, целото семејство е болно. Така, уште една работа што би сакала да ја споменеме пред да завршиме со разговорот, ја споменавте жената ромка. Дури во Шуто Оризари во Скопје ние долго време имавме гинеколошка амбуланта. Во каква позиција се жените ромки во источниот крај? Жените ромки во делот на пристап до гинеколошки услуги или до пристап до гинеколог немаат посериозен проблем. Проблем останува во Пехчево, затоа што веќе нема гинеколог. Проблем ќе биде Берово, затоа што исто гинекологот е пред пензионирање. И тоа е проблем не само за ромите, туку за сите жени. Затоа што едно е пристапот, друго е квалитетот на услуга и така натаму. Ние веќе не зборуваме за квалитет на услуга. Ние веќе зборуваме за достапност на услуга. Веќе тоа не стана fix fashion да можеме да зборуваме дали е квалитетна услугата, дали е правилно информирана жената, дали е добро објаснено и каде треба да биде упатена и така натаму. Наша цел е да имаме точно едно општество за сите, секој граѓанин да го остварува своето право. Меѓутоа мора да се создадат услови и граѓанскиот сектор, како што беше пред 5-6 години, повторно биде активиран. Прво, од една страна, да обезбеди услови да сите пациенти, затоа што сите сме ние и здрав и болен сме пациенти, затоа што треба да ги уживаме своите здравствени права и права како пациенти. Правата како пациенти, затоа што имаме ние и закон за права на пациенти гарантираат квалитетна услуга, навременност, достапност. Ако вие немате финансиски средства и не можете да си го остварите правото на здравје, да стигнете на време, да можете да платите, да чекате по 5, 6, 7 месеци да добиете резултати од мамографија, каде е тогаш здравството? Ги губиме луѓето. Ги губиме луѓето од друга страна се демотивираат, тоа е по друга страна. Ако правите па истражување, како што правевме ние пред некоја година, дека токму здравствените ризици
се едни од 20% кои што влијаат за младите да се иселуваат од цялата држава. Во однос на вработеноста на жената во источниот крај, имате исто така проект, ние ќе разговараме и повторно на таа тема, јас планирам и повторно да дојдете. Меѓутоа, еве, колку се наоѓа работа, колку има работа, знаеме истокот како беше и во однос на тоа како беше експлоатиран трудот, посебно на жените, текстилни работнички и така натаму. Меѓутоа, какви се сега околностите? Па околностите се такви како што беа уште пред 5 години, значи подобрено е едноставно во делот ако збориме за ранливите категории дека има повеќе пристап до пазарот на труд. Меѓутоа тоа значи дека тоа е вработување во текстилни фибри, затоа што во нашиот крај Делчево, Берово и Пехчево нема ниту една странска инвестиција, нема автобуски превоз, патот не е сигурен и безбеден за да имаме пренос на стока и луѓе, нарушени се односите и спрема Бугарија, што значи и од таа страна имаме на некој начин блокада во делот на економскиот развој и сето тоа возможува да луѓето таму живеат со некои минимални примања. Токму оние кои што се најранливите, пак ќе кажам, жртви на семејно насилство, каде што имаме и осуда од средината, неприфаќање и така натаму, немаме доволно компетентни млади кадри кои што се сензибилизирани за потребите на ранливите категории и тоа како се влие да имаме прво дискриминаторски однос во дело на вработување на овие лица, не само на жените ромки, и жените жртви на семејно насилство, жените кои што се виктимизирани ако пријавиле злоупотреба во делот на работниот процес, немаме институции, инспекторати на кои што може да се верува. Но пак ќе кажам, тука ние како граѓански сектор, ако помогнавме пред 5-6 години да здравствениот дом во Делчево добие медицинска опрема, ехо, со кои што се вршат прегледи на локално ниво. Еве повторно сме во преговори со здравствениот дом Делчево да обезбедиме па сега комплетна опрема за очни прегледи за да може да ги уживаат граѓаните услугите на локално ниво. Затоа што пак ќе кажам, најсиромашните плаќаат најмногу, а и самите не знаеме од каде ги остваруваат овие средства. Ви благодарам што ни ги отварате очите за тоа како всушност се состојбата во внатрешноста на Македонија. Некако се е сконцентрирано на главниот град, живееме во некој меур во кој што мислиме дека имаме контакти со Балканот и со Европа и така натаму, меѓутоа она што имате можност да ни го кажете и да го восприемиме е дека всушност Македонија многу каска во својот развој, посебно во места кои што се наоѓаат во внатрешност. Јас се надевам дека со овој разговор, па и со некои наши вакви почести средби, ќе ги иницираме одговорните да поведат сметка и овие региони да се развиваат, ако ништо друго, барем да го имаме правото на здравје и здравствена заштита. Ви благодарам, Зоран. Ви благодарам, Елена. Уште еднаш апелирам да се вратат услугите како што беа, не беа идеални ни порано, значи повторно секоја жена има право на превентивен преглед кој треба да биде бесплатен. Ако до вчера мотивиравме за редовен годишен ПАП тест од 60 денари, јас го замолувам Министерството за здравство, сите донесувачи на одлуки, затоа што ние, граѓанскиот сектор, заедно со нашите донатори, во овој случај Американска амбасада Скопје го финансира нашиот активизам, Локал Актив ги објавува нашите стори и вие медиумите сте главни сојузници за да ги направиме промената. Благодарам.